Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од наша пријателка Георгина, кои што сигурен сум дека многу од вас ќе им даде вредност и насока што да прават по однос на млечните производи, што да прават по однос на јаглехидратите, кои што многу од вас ги сметаат како непријател за тоа дека тие се основниот кривец за создавањето на мастино. За да не должам, ќе погледнеме прво едното прашање, ќе дадам одговор, па ќе го погледнеме и второто. Георгина, фала ти за прашањето и супер прашање и не сум сигурен дали имам зборувано по оваа тема и по ова прашање во некој од претходните епизоди, но како и да е, млечните производи се дел од нашето секојдневие и ги имаме во исхраната. Она што јас за себе лично го знам и она што јас го практикувам е дека не сите млечни производи ги конзумирам, затоа што не сите млечни производи се добри и на крај на денот млечните производи, односно лактозата, е нешто што нашата генетика го создала како последно нешто со кое што се справува да го обработува. А тоа значи дека гените за обработка на млечни производи се некаде стари од 3 до 5000 години наназад и многу од популацијата, статистички земено 75% од земјината популација, луѓето имаат проблем со обработка на лактозата и се интолерантни на млеко. Иако многу луѓе овој податок не го знаат и многу луѓе не се ни свесни дека се интолерантни, сепак доколку можеби пробаат да исклучат од исхраната на 3 недели млечни производи и да пробаат да ги инволвираат повторно назад, ќе приметат и ќе осетат дали на вистина нивното тело е интолерантно или не е интолерантно. Сега, кога зборуваме за млечни производи, нема да зборувам кои не се добри, туку само ќе зборам за она што е најдобро да се инволвира од млечните производи. По мене тоа е јогуртот, затоа што се работи за ферментиран производ, кефирот е исто така тука, козјото сирење е исто така тука, козји јогурт се разбира и урда и фета сирење. По мене тие се најдобрите млечни производи. Остатокот не дека не ги конзумирам и јас понекогаш, но гледам да ги избегнувам затоа што млечните производи од типот на намази, павлаки, овчо сирење, кашкавали и слично се млечни производи кои што доаѓаат со многу голема масленост, што на долг рок може да посмета и во создавањето на поткожни масти и во создавањето на масти во крв, кои што нормално подоцна ќе сметаат на кардиоваскуларниот систем и исто така млекото тетрапак јас воопшто не го конзумирам затоа што не ми се допаѓа начинот на кој што тоа се добива. Но она што јас овде го зборувам е нешто што јас го практикувам и не мора да го прифатите во целост и не мора да го практикувате во целост. Така да по ова прашање за млечните производи имам толку да кажам, Георгина. Фала ти уште еднаш, а сега ќе го погледнеме и второто и ќе дадам одговори за него. Георгина, јаглехидрати после 5 часот искрено не знам дали треба да се јадат, затоа што конкретно индивидуално не го познавам твојот ден и нема фиксен термин после колку часот не треба да се јадат јаглехидрати, затоа што некој од вас, односно од помладата популација, можеби на некој од вас му почнува денот во 1 часот и му завршува во 3 часот по полног, и ако не јаде јаглехидрати после 5 часот, тоа значи дека ќе има голем проблем со кризи за благо, ќе има голем проблем со енергија, концентрација и така натаму, затоа што јаглехидратите се извор на енергија за нашето тело и за нашиот мозок и треба да се вклучени некаде од 40 до 50% од вкупниот калориски внес кој што човек го има. Сега, она што ти предпоставувам ме прашуваш е дали треба да се јадат јаглехидрати во втората половина од денот, затоа што предпоставувам дека 5 часот го рачунаш како некоја половина, односно време кое што можеби веќе секој од нас горе-доле е завршен со ручекот, со главниот оброк и дали подоцна треба да се јаде. Повторно е тоа индивидуално прашање, но еве конкретно ако зборуваме за ден кој што почнува можеби во 7-8 и ручекот е некаде во 4-5 часот и при тоа имало 2 меѓуоброци помеѓу појадокот и ручекот, мој совет е да не се јадат јаглехидрати.
затоа што повеќето од луѓето не се физички активни во вториот дел од денот, повеќето од луѓето кои што се со работни обврски и така натаму легнуваат некаде 10-11 часот во просек и по мене последниот оброк како гледаме после 17 часот би требало да биде некаде 2 часа пред легнување. Ако зборуваме дека 10-11 се легнува, тогаш некаде околу 8 би било сосема доволно да биде последниот оброк и тоа да биде извор на протеини и зеленчуци, односно минерали, растителни влакна и така натаму. Јаглехидратите кои што нема да се потрошат во остатокот од денот ќе се складираат во масти. Но сепак, повторно зборуваме многу општо и генерализирано. Ова не важи за секого од вас, затоа што јаглехидратите за луѓе кои што се физички активни или ако нивната намера е качување на мускулна маса, треба најверојатно да ги има можеби во вториот дел од денот, односно и после 17 часот. Така да, Георгина, не знам колку ти дадов одговор и колку ти дадов насока за тоа што ти треба да превземеш, но во секој случај ако можам некако да ти допомогнам и да индивидуализираме на тоа како се одвива твојот ден и после колку часот не би требало да внесуваш јаглехидрати, обрати ми се повторно во приватна порака, кој што го направивме тоа и овој пат. И фала ти уште еднаш за интеракцијата и за секој од вас кој што можеби сака да му одговорам на некој од прашање, нека го користи хаштагот Аски Јосиф или нека ме контактира директно во порака во инбокс. За оваа тема и за денешнава епизода завршувам. Фала ви за вниманието и за секоја секунда која што ја одвојувате за да ја следите оваа содржина. Ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода.